Почитувани граѓани, почитувани медиуми, јавноста во нашата држава во последно време беше сведок на масовни прекршувања од граѓани, на забраната за движење, на забраната за групирање, беше сведок на непочитување на задолжителното носење заштитна опрема за време на оваа пандемија предизвикана од коронавирусот, а полицијата, која ја предводи министерот Наке Чулев, не преземаше ништо. Бројките од новозаболени лица од коронавирус, кои ги бележиме деновиве, се директна последица од несанкционирањето на прекршителите од страна на полицијата. Со крајно неодговорната, ефтина и популистичка изјава, која ја даде министерот за внатрешни работи Наке Чулев, дека граѓаните не треба да се казнуваат, иако не ги почитуваат мерките и задолженијата, Чулев директно поттикна непочитување и прекршување на најбитните рестриктивни мерки и задолженија кои ги има препорачано освен нашата комисија и Светската здравствена организација. Министерот Чулев, кој призна дека работи под менторство на Мицкоски, нема ниту почит кон здравствените работници, ниту кон експертите за заразни болести. Наместо да ја поддржат работата на комисијата, тие бараат нејзино разрешување и со тоа истураат партиски бои врз епидемиологијата и сакат да ги стават нашите граѓани на цедило. Денеска, почитувани граѓани, стигнува сметката од несовесното, незрело и неодговорно однесување на господинот Чулев, кој под диктат на Мицкоски не презеде ништо за да се санкционираат оние кои не ги почитуваат мерките и задолженијата. Таквото однесување и неодговорност е антинародно и антидржавно и мора да биде запрено заради здравјето на граѓаните. Господинот Чулев мора веднаш да си поднесе оставка, затоа што свесно го загрозува јавното здравје и свесно поттикнува незаконско постапување. Почитувани граѓани, заради тоа се потребни изборите. Потребно ни е ново собрание. Потребна ни е нова влада, кои ќе имаат полн легитимитет од граѓаните. Почитувани граѓани, на нашата држава и се потребни институции со полн капацитет, кои ефикасно ќе се справат со последиците од актуелната пандемија, но и ќе бидат подготвени евентуално за нов бран, кој по сите најави се очекува наесен, а исто така неопходно е потребно и да се рестартира македонската економија. Почитувани граѓани, во овој момент најбитно и најпотребно е да се почитуваат мерките за заштита на јавното здравје и да се казнуваат почитувани граѓани неселективно по одредбите од законите на Република Северна Македонија, оние граѓани кои нема да ги почитуваат мерките во време на епидемија. Ви благодарам.